Колапс на македонската економија ако не се одложи премената на новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната за транспортерите. Целото производство на странските компании лоцирани во зоните е наменето за извоз, но и голем дел од домашните фирми извезуваат на странските пазари. За да не ескалира состојбата, решение мора да се најде. Најголемиот извоз од еден ентитет во Македонија, тоа е Джонсон Мети, се прави кон Англија. И нивните камиони, односно камионите кои што ја носат таа роба, транзит поминуваат низ Европската унија. Значи тие и воопшто не оставаат робата тука, туку поминуваат транзит и под Ла-Манш, нели стигаат во Англија. Сега со овие услови ќе стане целосно неисплатлив транспортниот бизнис, од причина што ќе се намали најмалку за 50% или дупло надолу времето што ќе можат возачите да го поминуваат во рамки на Европската унија. Од друга страна, доколку им поскапи превозот за 3 или 4 пати, ќе станат неконкурентни на европскиот пазар, така што проблемот е навистина голем. Странските компании веќе почнаа да бројат загуби. За негативните последици денеска реагираа и во представништвото на Унијата. Ке биде многу лошо за бизнисот, велат и од коморите. Не решава ништо за подобрување на обраделена област во Европската унија, создава сериозни проблеми за нас. Особено е жесток и критичен тонот на странските инвеститори тука во земјава. Превозниците кои ќе надминат 90 дена од законскиот максимум и се затекнати во Шенген зоната, завршуваат во притвор. Стотина босански транспортери веќе се депортирани, а нови 100 чекаат да бидат присилно вратени. Вчера од Асоциацијата на транспортери потврдија дека и македонски камионџи завршиле во притвор. Депортацијата која што се прави на сите не одминува ни нас. Може како бројка не е 100, меѓутоа помалце. Најстрашно е тоа што возачите ги третираат како криминалци. Прво ги затвараат на 12 или 24 сата, потоа ако утврдат дека имаат надминато 90 дена, возилото го паркираат на некој паркинг плац, рачунајте дека тоа возило носи стока, која што некогаш има и огромна вредност. Посем тоа, со полициска придружба ги депортираат на авион. Во знак на револт против новите правила, точно напладне, превозниците од Македонија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора ќе ги блокираат граничните премени кон европските земји. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.